Докторке, кој ги блокира итните упати на матичните лекари и дали се создава вонредна ситуација во здравствениот систем? Да, знае да се случи многу често овакви ситуации и локално во градов и низ Македонија. Матичните едноставно се соочуваат со многу тешки услови за работа, за упатување на пациентите на повисоко ниво, заради тоа што навистина вакво нешто не треба да се случува. Мој термин е осмислен кога сме го креирале негде 2014, не знам кога беше, не се сеќавам, знам дека целта беше секој да има пристап дели дока што му треба, а не овака нели да се блокираат. Секој треба да си стави доволно термини, кога би имало доволни термини, ние нема да даваме. Нели ситуации каде што мора да го упатите пациентот за да запазите критериум спрема заболување на фондот. Ако пациентот има 7 дена боловање од матичен, 8-миот ден веќе ние треба да имаме мислење од специјалист, треба да имаме нели други конзилиарни во зависност нели колку бил на боловање. Во ваква ситуација пациенти кои што се на диализа, кои што имаат проблем, значи мора да се упатат. Упатот е еден вид комуникација измеѓу докторот примарно, докторот секундарно или терцијарно ниво. Ако пациент само отиде така кај доктор, може да го вратат бидејќи нема упат. А ние не можеме да креираме упат заради тоа што во болниците и во клиниките или било каде ставаат блокада. Значи, нитен На, упат не смее да се блокира. Не на може кого, системот да не функционира. докторке, на кого се однесува статусот на Facebook кој што го напишавте пред 2 часа? Значи се соочувате, претпоставувам, со повеќе јавни здравствени установи, но овој статус за кого е наменет? Значи беше наменет моментално за болницата во Велес, каде што едноставно пациентите нас ни реагираат, нели како може на некој му дале нас не веруваат дека навистина во системот не можеме да дадеме. Довербата измеѓу пациент и доктор не треба да се губи, заради тоа што нели наша основна задача и постоење на матичните доктори е да работиме и да ги услужуваме пациентите. Она што им е потребно. Тие луѓе пак платиле здравствено осигурување за да добијат здравствена услуга. Здравствениот систем и спрема закон за здравствена заштита и по сите или други закони треба да си функционира 24 часа безпрекорно. Секој треба да измена. Дали освен белешката имате забележано исто така дека и други јавни здравствени установи или болници ги блокираат термините? Да, значи има такви, затоа уште на почетокот на изјавата кажав дека има блокади од одредени оделенија, од одредени специјалисти низ Македонија, каде што пациентот бара да стигне таму. Она што е итно, значи сите знаеме што е итно и кога пациент има потреба за инфаркт, ангинозни напади, нас ни треба мислење од секундарен доктор. Такви се правилата, мора да го упатите заради безбедност на здравје. Или некој нели е со диализа, и вие мора да имате опција како да го упатите на секундарно ниво, ако не му работат во врезите. А он се жали дека не му е добро, дека притисокот и покрај диализите е 200. Матичните доктори од Велес изреагираа и побараа, нели јас се пријавив и до мој термин кажав и сета оваа ситуација пријавив и до нели управата во болницата и за кратко време се реши, значи профункционира и се пуштија упатите. Но не е целта ние стално нели да апелираме преку Facebook со помош на новинари за да ги разрешуваме работите. Ви благодарам. И јас